Дами и господа, добре дојдовте во уште едно ново жешко летно издание на Рапорт со Јофе. Започнуваме веднаш. Минатата недела се занимававме со затворањето на А2, па немавме време да се позанимаваме со најголемата опозицијска партија СДСМ. А СДСМ продолжува со своето работно лето. Шетат бре луѓе во се, потат по горештиниве, јас не знам до кога вака. Ќе ги мавне негде сонцево, ќе припадна негде. И после, кој ќе им биде крив? Бранко? Тоест, да, во тој случај, навистина би им бил крив Бранко. Ама, остај тоа туку, дајте бе луѓе, направете нешто, барем крем за сончање, нешто такво користете. Потребни сте и на Македонија. Да, почитувани гледачи, навистина не им е лесно на социјалдемократите ова лето, секој викенд се во различен град и не само што се таму за митингот во недела, туку таму одат уште од сабота, таму дури и спијат. И мислам дека имаме ексклузивни папарацо снимки од престојот на социјалдемократите во хотелот во Велес, каде што спија пред 2 викенда, да видиме како изгледаше тоа. Чашка раќе и традиционални велешки мезиња го пречека Андреј Петров на трпезата во домот на семејството Николови. Таму секретарот на СДСМ преноќе после целодневната обиколка на Велес и Велешко. За добар сон по жешкиот ден подготвена беше и постелата, но домаќинот не го остави да си легне жеден и со празен стомак. Домаќин, семејство, семејна трпеза. Што е бре ова? А хотелот? Кај е хотелот? Почитувани гледачи, од режија ми рекоа да не се занесувам многу и да не претерувам. СДСМ биле во опозиција и не можеле да си дозволат ноќевање по хотели, па затоа им опаѓале на луѓето по дома, им јаделе, им пиеле, им спиеле, им трошеле вода за туширање и се останато. Што значи, почитувани гледачи, бидете внимателни, бидете крајно предпазливи. Заклучете и не отварајте на насмејани лица кои ве ветуваат се и се што. Што? Сум задоснил со Апелов. Веќе било доста за уште едно семејство, а? За разлика од Петров, кој веднаш се прилагоди на домашната атмосфера кај Николови, неговиот сопартиец пратеникот Игор Ивановски беше позбунет, но посладкото и гостопримливоста на семејството Алексови се опушти. Збунет бил Ивановски, а? Тоа е. Реков јас хотелови, покој ќе ги пуштаат. И кај не ќе се збунети, бе. Кутри функционери, кој знае како се прилагодиле на семејната атмосфера. И кој знае што се им прават таму, како ли ги мачат. Не. Мораме да ги спасиме. Сакаме да покажеме дека навистина има голема разлика меѓу овие функционери сега на ВМРО ДПМН на власт, кои што после 6 години на власт и затемнетите мерцедеси и климатизираните простори заборавија на граѓаните. А ние што? Ни клима има овде, ни мерцедес. Само тој тракторот со кој што ме донесува овде. Сега среќа што не ми дадоа да им морам, да им копам. Сежам само од помислата. Дајте бе луѓе, бе, дајте изгласајте не, дајте да се вратиме на власт. Не можеме више вака. Едва и врзуваме крај со крај. Ние не сме такви, ниту сме биле, ниту сакаме да бидеме и нема никаква причина да не бидам гостин на секогаш добри домаќини. Без разлика дали се тие членови на ВМРО, на СДС или пак ничии. Да, мислам, шо е на вас, бе? Неаме гајле ние, бе. ВМРО, СДС, ДУИ, ЛДП, социјалистичка. Не бе, значи, воопшто и не размислуваме за тоа. Ние само одиме помеѓу народот и луѓево сами ни пристапуваат, не викаат, не тегнат за мајци, за кошули, не викаат, сакаат да појдеме кај нив да им спиеме по дома. Еве јас појма немам од која партија се овие сега што ме примија. Гаран се некои неопределени или можеби некои разочарани ВМРО-вци. Што? Од кај нас сте, од СДС? Океј, ама те молам, ќутете, не кажувајте им на ова новинариве, нека мислат дека сте неопределени и дека сите не сакаат и сите сакаат да им шетаме по бањарки од небо. Еден од најсилните адути на оваа влада се разбира е економијата.
И се разбира, од време на време мораме да се посетуваме на врвните достигнувања направени во изминатиот период. Еве, например, пред 2 месеци, министерот Ставрески не израдува со информацијата дека ни обезбедил екстра поволно кредитче. За најдобра е избрана понудата на Deutsche Bank, која што вклучува позајмица од 250 милиони евра на 5 годишен рок со отплата на крајот на 5-тата година, значи bullet payment така наречено, при што каматната стапка е фиксна и изнесува 6,83% во моментов. Тоа е исклучително добра каматна стапка, имајќи предвид под кои околности се задолжува другите земји од регионот и пошироко во Европа. Прекрасно, прекрасно, навистина прекрасно. Секогаш се радувам кога министерот ќе ми каже дека ме задолжува за уште некое милионче плюс. И додека се подсетуваме, да слушнеме уште еднаш што значи овој екстра поволен кредит за нашата држава во ситуација кога земјите од регионот и од цела Европа се задолжуваат под екстра неповолни услови. Средствата се обезбедени од најголемата европска банка, комерцијална банка, значи Deutsche Bank, која што има најголема актива и најголем износ на финансиски средства од сите банки во Европа, што потврдува дека Република Македонија има реноме за да добие средства од ваква банка. Тоа бе. Ви викам јас дека имаме реноме. Цела Европа пропаѓа, банкиве едва им даваат кредит на земјиве, дури ако им го дадат кредитот е со астрономски каматни стапки, а ние бе гајле немаме, а бе топ не бие. Значи, секоја чест, министре. И се разбира, дај да видиме до кај се пари, еве помина повеќе од 2 месеци, очекувам министерот да ни каже до кај се нашите 250 милиони евра. Во последните 30 дена има влошување на состојбите на пазарот на капитал во Европа заради неизвестноста со изборите во Грција и заради состојбите во Шпанија и Италија. Тоа е бе, ви реков јас, катастрофа е цела Европа, цела еврозона, цела Европска унија, море цел свет пропаѓа, ама ние си имаме реноме. Што значи, министре, да оставете ги овие што пропаѓаат, нега си пропаднат туку, дај кажете до каде се тие 250 милиони кои Deutsche Bank не ги дава поради нашето реноме. Најверојатно ќе одиме на опција на помало задолжување од иницијално предвиденото, значи во оваа фаза разговараме за 75 милиони евра, кои што можеме да ги добиеме по цена која што е прифатлива за нас, онаа што претходно ја објавивме. Господине Ставрески, министре, што се случи? Зошто помало задолжување? Зошто само 75, а не 250 милиони евра? Па нели имавме реноме? Нели за разлика од цела Европа, ние без проблем сме добиле еден ваков екстра поволен кредит со едни вакви екстра поволни услови? Мене навистина не ми е јасно. Ама да, нема друго објаснување. Ни завидуваат бе, ни завидуваат што толку добро ни оди, па ги убедиле овие од Deutsche Bank да ни дадат 3 пати помалку отколку што си имавме договорено. И сето тоа само за да испадне дека немаме реноме. Да си се засрамат, да се засрами цела Европска унија. Тие овде ќе ни го рушат реноме. Не бе, не, еве, се изнервирав сега. Значи, цел свет работи против Македонија, почитувани гледачи, цел свет. И што, сега испаѓа дека немаме реноме, дека не ни оди во економијата? Дајте бе луѓе бе, дајте да ги демантираме, дајте да им ги покажеме нашите врвни економски достигнувања, да им покажеме дека на Македонија и оди, дека Македонија е на врвот. Режија? Пат на бруто домашниот производ за 1,4% објави Државниот завод за статистика. Во првото тромесечие од 2012 е забележан пат во градежништвото од 9,8%, во рударството, преработувачката индустрија, енергетиката за 9,6% и во секторот сообраќај, складирање и врски се нотира пат од 0,1%. Прометот во индустријата во април годинава во однос на лани бележи пат од дури 12,4%. Ау, чекај малку бе. Пад?
Каков пад на бруто домашниот производ, бе? Како може да има пад на БДП, кога министерот Ставрески уште во ноември прогнозираше раст бре од 4,5%. И сега, после толку месеци, излегуваат овие статистика и викаат пад на БДП. Каде бе, каде, почекајте малку. Режија, дај да ги посетиме овие завод за статистика на прогнозата на министерот, да ја видат, па да си ги исправат овие грешки таму статистички. 4,5% е раст кој што е објективен, кој што може би да беше состојбата во европската економија ќе беше и повисок. Ете така, раст на БДП од 4,5%, а да не беше ваква катастрофална европска економија и повисок. И сега, после 7 месеци, доаѓаат од Завод за статистика и викаат пад. Срамота. Срамота. И ја од странциве да очекуваш вакво нешто, ама од своите? Тај бе, некој нека им каже двазбора, нека ги превоспита. Министре? Што? Груевски, уште подобра. Премиере, удрете по тоа предавниците, кои шират лаги и манипулации дека ни паднал бруто домашниот производ, кога министерот Ставрески јасно и гласно уште во ноември прогнозираше раст. С обзир дека нашите компании работат, извезуваат, тргуваат во државите од Европската унија со околу 90%, значи 60% директно и 30% преку земјите во регионот кои што по исто така се целосно конектирани со Европската унија, не е за изненадување што имаме пад на бруто домашниот производ во првиот квартал. Не е изненадување. Па да бе уствари, зошто да биде изненадување? Тоа министерот што кажа во ноември, се зезаше човекот, без знаете каков е тој. Голем шегаджи. Туку што правиме бе? Што е ова се негативни вести од економијава? Најпрво Deutsche Bank наместо 250 милиони евра ни дава 75 милиони евра кредит, па сега ова со падот на бруто домашниот производ. Добро бе, некоја позитивна вест има бе? Има ли нешто што се качува? Има ли нешто што оди нагоре? И покрај сите бришања невработени во Заводот за вработување, кои по разни основи според критериумите на оваа власт не се сметаат за невработени, од лани до годинава пораснала бројката невработени во земјава. Супер ко така. Се паѓа, ама битно бројот на невработени расте. На добар пат сме тргнали. Државниот завод за статистика излезе со најнови податоци што покажуваат пораст на невработените на 297.351 од 294.641. Тоа е благо покачување за 0,4%, но ако се земат предвид новите евиденции во кои што се избришани многу невработени кои постоеа во тие списоци, бројката покажува дека проблемот со невработеноста во Македонија не само што не се решава, туку расте. И? Чаре некој? Некој проект, некоја мерка, некоја реформа за да се реши овој проблем? Невработените до 12 месеци ќе добиваат понуди за така наречено соодветно вработување, кое ќе одговара на нивните вештини и степенот на образование. Невработените од 12 до 24 месеци ќе добиваат понуди за така наречено погодно вработување, односно за еден степен пониско образование. Невработениот над 2 години ќе мора да прифати било каква работа, зашто ќе биде избришан од евиденцијата. Државата може да понуди работно место на оддалеченост до 250 километри од местото на живење, односно до 2 часа возење со јавен превоз. Ау, што убаво! На кого ли само му текна ова? И да, се чини сосема логично ваквото решение на проблемот со невработеноста и воопшто на било кој проблем. Едноставно е, ако не ти се свиѓаат бројките, избриши ги, решен проблем. Си завршил работа. И во ова експанзија на работни места, кога работодавците се тепаат за тебе, кога те нудат работа од сите страни, мислам, една година е дури и премногу за да најдеш работа според тоа што си го учел. А и ако толку не те бива, па не можеш да најдеш работа за една година, ќе работиш било што бе. Па и на друг крај на држава. Нема врска тоа што ти си трошел време, пари, енергија за учење. Да се работи бе нешто. И сега, ако веќе не сакаш да работиш било што, ти не си Македонија и ти не заслужуваш да си дел од списокот на невработени. Да бе, ќе чуваме ние такви непатриоти да ни ја зацрнуваат нашата статистика и нашата држава пред светот. Не ли е така, господине министер за труд и социјална политика?
Македонија, например, во извештајот на Светска банка за јавни агенции за вработување и политики за активација од Арво Кудо во 2012 година вели дека стапката на бришење од евиденцијата се движи помеѓу 20 и 30% зависно од годината, додека пак истата е 40% во Хрватска, 50% во Србија, 55% во Естонија, над 60% во Бугарија и близу 100% во Полска. Не да ги стигнеме, него треба да се бориме против невработеност. А ако списокот ги избриче сите невработени, со сигурност излегуваш како победник во борбата против невработеноста. Агенцијата за вработување лани избриша вкупно 90.000 невработени, додека до април година во уште нови 12.000. Во моментов има околу 300.000 невработени, од кои околу 180.000 се во критичната група, на која ќе се нуди каква било работа, затоа што повеќе од 2 години се во евиденцијата. 300.000 минус 180.000 е еднакво на 120.000. Проблем со невработеност? Каде тоа? И да, како што можете да забележите, ги решивме сите проблеми во оваа држава, но пред да ве поздравам, ќе одиме со една снимка од нашите колеги од Телма, снимена во просториите на лустрацијската комисија, да видиме што се случуваше таму во четвртокот. Ние имаме 5000 предмети за останете кои се ти на телевизија на последната интервју твоја. Нема врска. Што збори, ти не да што збориш на јавност, ќе ја пуштиме на телевизија. Како така обмануваш јавност? Вели дека комисија, не со тебе, ти со комисијата ќе бламираш комисијата, човече. Да деградираш со своите. Не можеме со тебе. Немаме ние комисијата за останато. 6000 предмети за останато не си ги ставил на маса, човече, кои се решени за све. Добро, ти че да кажеш. А си бил должен да ги ставиш. Ќе уживаш ти после, ќе видиш. Све ќе искочи јавност, нема криење, не зашто се криеш? Ама зашто се криеш? Ти идиш и татко. Што се криеш? Па кажи што е, кажи вистината, ако е добро, добро. Ти си за Кодоши, не кажи го тоа. Ти си за Кодоши, јас сум за жртвите. Јас сакам сите жртви. Иди у комисија за рехабилитација, за рехабилитација за жртви за жртвите. А Кодоши ги штитиш ти твој проблем е тој. Не ги штитам, ти ги штитиш, што не се Кодоши ги правиш Кодоши, тука е проблемот, не ги штитам ја. Ти си, јас не правам Кодоши, ние да не можеме да направиме. Милчин, нема аргументи, нема ништа го гласа. Тој ти е твој соработник? Ме боли. Е, тоа е. Ме боли. Ајде да кажи го вака. А ти не викаш дека нема аргументи за него гласа. Па ти викаш јавно. Тој сам не гласа 11 члена. Немој со Кодоши, да Кодоши ќе те обесат. Ти исти Кодоши ќе те обесат. Значи ти знаеш се работува, знаеш како што прават Кодоши, да, знаеш. Се гледа, се кажа. Секогаш ги штитам. Иди у комисија за рехабилитација, па нема комисија за рехабилитација. Овде барање Кодоши, не жртви барање овде. Разбираш ли? Сваќаш ли што правиш? Ајде. Така. Не е така, жртвите. Ти е мака семена системот, не е појќе тој систем, човече, не можеш ти појќе да просперираш, ти се страната на Кодоши. Чаве, заврши приказна твоја. Вие сте минато, свршено. Сега ќе биде времето на други луѓе, 5000 души ги држиш у фиока. Нема, 5000 души, кој се тие кажи. Иди го член 3 да не смееш да држиш тоа. Ела камерите на го дека фиока нема имам пред ништо на фиока си буквално, па тоа буквар се уште, само буквар се чита. Ти сам викаш нема документи, нема пари, нема ништо, гласам за. И што се кажа дека сум право си, а? Не е така, има телевизија ќе живее таму. Па тоа ти одговора, уживај. Ја уживам, но не можам со вакви превари. Еден глас имам го давам кај ќе сме. По вакви превари не можам да уживам ја. Ето дека ти уживаш во тоа што го правиш. Дам фортум ќе се обеси. Обеси се таму. Облечи ги опенците. Толку ти се се стегат кондорите, не можеш ти кондори да седиш. Да, почитувани гледачи, со кондурите и со опинците го завршуваме ова 5-то издание од оваа втора сезона на шоуто. Се гледаме следната недела. Чао, чао.